Благодарам, председателе. Колешке Георгиевска, горе-долу го прочитавте она што се комуницираше со јавноста во изминатиот период. Тоа што го каже и министерот Бесими вчера, тоа се одредените постулати или тези кои што вие ги продуцирате кога говорите за буџетов. Сметам дека вчера говорниците кои што беа од опозицијата изнесоа доволен број на аргументи зашто работите нема да бидат така. Она што го приметив во комуникација со моите колеги дека бевте особено внимателна дека го кажувавте и го читавте вашиот говор. И она што мене вака ми падна во очи дека не ветивте ништо или не кажавте ништо дека ќе се случи сигурно, затоа што знаете дека за максимум 3 месеци повторно ќе се најдеме во оваа иста просторија, па ќе правиме ребаланс, па тогаш кога ќе се намалуваат ставките, не сакате да се заплеткате во некоја мрежа на аргументи која што потоа ние пак ќе ви викаме, ви рековме. Тоа е добро. Но вчера разговарахме на малце повисоко, можем да кажем експертско ниво, тука е министерот, добро што е тука. Не буџетов позициониран на такви основи како што ви кажуваат или како што ви напишале. Едноставно економски е невозможно. Не знам како тоа да го кажам, ама ќе го повторувам се дека има некој кој што ќе ги продуцира тезите, кој што кажува дека овој е буџет на развој и дека овој буџет ќе избави Република Македонија од ситуацијата во која што се наоѓа. Не е буџет на развој и кажувам тука дека нема да ја избави вака концепиран буџет Република Македонија од ситуацијата и економското фијаско во која што се наоѓа. Прво ви кажав дека е невозможно да се постигне раст од 4,1% заради тоа што од 2008 година навака во услови кога немало пост кризна година не сме оствариле раст од 4,1%, така да нема теорија ни сега да оствариме раст заради два факти, тоа се дефицитот и тоа е јавниот долг, а особено заради тоа што не можеме да предвидиме уште колку месеци ќе трае оваа пандемија во наредната година. Понатаму, во 2009 година, значи она е најсилната посткризна година во таа голема светска и економска должничка криза, ние не сме имале раст, туку сме имале минус во бруто домашниот производ цела таа година. И тоа не било заради тоа што некој не работел добро, туку затоа што економски е невозможно вие да остварите раст кога имате ваква пандемија и кога е падната потрошувачката, оптегот на економијата, кога веќе нема извоз, кога нема увоз. Така да замолувам тоа да не вие конкретно, ама тие што креираат буџетот да не манипулираат, затоа што кажа вчера дека од оваа страна има луѓе кои што разбираат бројки. Понатаму, ако ние извлечеме еден вака историски дискурс, да кажам како се развиваат капиталните инвестиции во последниве 3 години, тоа е убедливо најслабо реализирање од кога имаме ние влада, од кога имаме плурализам во оваа држава. Конкретно, не можете вие да велите дека ќе се реализираат тие капитални инвестиции кои што 3 години се провлекуваат како слово на хартија, а негде 8-9 месец ние ги кратиме тие средства за да ги пренамениме на плати, а да немате испроектирано во капиталните инвестиции ниту еден автохтон проект. Јас кажав вчера, клиничкиот центар во Ѓорче Петров е веќе апсолутно заборавен. Ние тие пари за ребалансот ви зборував да ги вложевме на тоа, сега ќе имавме 1 милијарда готови во економијата и луѓе ќе земаа плата. Можеби ако завршивме одреден павилјон или се вративме на стариот проект кој што го проектираа луѓе кои што сега можеби да ги прашате во комуникација е вашата партија со нив, сега ќе имавме ние многу подобар начин да одговориме на сите овие предизвици. Тоа е нашата препорака, да се гради, да се развива и да се вложува во капитални инвестиции. Понатаму ви објасни вчера, немам проблем да ви го објаснам и пак, приходната страна ви е апсолутно поставена на нестабилни постулати кои што нема теорија да се исполнат. Прво, даноците, 230 милиони евра чинам беше повеќе за даноци, ние предвидуваме дека ќе собереме оваа држава, замислете во посткризна година. Тоа значи дека палка систем ќе биде исто како сега што е во градот Скопје и во градовиве на внатрешноста. Прв пат гледам портпарол на МВР да се фали колку луѓе се испоказнети. Дали имаш основ за казни или не, полицајецот те собира и вика извини, морам да ти пишам, таа било за светло, таа било за појас, таа било за ова или зона, се пишуваат рекорден број на казни, така ќе биде сега и со даночнава политика. Ќе се влегуваат вашиве институции, ќе се казнуваат, ќе бидат инспектори, ви извини, морам за нешто да ти пишам, ама само заради тоа што вие сте предвиделе дека мора да соберете 1,8 милијарди пари од даноци. Значи 46% од приходите планирани за оваа година се приходи од даноци. Понатаму сте предвиделе 8,1% од казни. Значи вие знаете кој е процентот минимален за да ги казните граѓаните и тука ќе ги бркате институциите да мора да казнуваат или да не мора. Додека не се постигне тој процент, апсолутно нема да биде работата на институцијата оценета како добра. Понатака
Голем дел од приходиве ви се од продажба на државен имот. И вчера ви објаснив, не се проектира тоа така. Прво не знаете која цена ќе ја постигнете, понатака не знаете дали ќе има луѓе кои што ќе сакаат да ги купат тие работи. Ако за нешто не сте сигурни, не ги проектирајте тие пари во приходите, затоа што ќе излезат нереални и утре пак ќе се најдеме во оваа сала и ќе треба да разговараме со аргументи. Разговарахме многу и за животната средина. И вие и ние се согласуваме дека овој буџет таа е сведена на минимум. Аерозагадувањето е проблем број 1 во зимските денови во Република Македонија и во градот Скопје, и тоа не сега, години назад. Ја тоа го признавам, имав тука и дебата со колешки, ќе бидам ревносен и ќе ја извадам, па пак ќе ве споредам со тоа што сте го кажували, и тогаш ви кажувавме, дајте луѓе да вложиме пари во тоа заради тоа што PM10 частичките се трансмитери на вирусот. 20 милиони денари помалку имаме оваа година. Која е таа логика или кој е тој континуитет во вложување за заштита на животната средина? Понатаму, јакнење на правосудството било приоритет. 0,01% учествува во вкупниот буџет. Парите за судство намалени, парите за јавното обвинителство намалени, само единствено нешто што е приоритет во правосудството е јакнење на ставката за привремени вработување во Министерството за правда, и тоа е тоа кое што оваа држава го вложува како акцент за јакнење на правосудството. Ние имаме буџет кој што викаме дека е развоен, а кој што има дефицит проектиран што од сега над половина милијарди евра. Со тоа што, ако разбирате малку економија, тука се и министерот и луѓе од неговиот кабинет, тоа е така затегнат буџет да нас до година не ни се случи ништо непредвидено, а вие разбирате, добро вака добив печаток за вас дека го разбирате крајот битова прилеп и натаму скоро секоја година не сакајќи има некоја непогода која што го погодува земјоделството и каде што државата треба да интервенира. Со вака проектиран буџет ние не можеме да интервенираме ако некој, не дај Боже, на луѓето им се случи поплава или ако не дај Боже падне град. Така е затегнат буџетот. Сега ако ни се приходите нереални, а ако имаме дефицит од 500 од пола милијарда евра, тоа значи дека ние наредната година скоро сигурно ќе имаме дефицит од 900 милиони евра. И ова не го зборувам за да поентирам, туку ова го зборувам за да во амандманската расправа ќе се приклучам и на вашите барања кон нас, да бидеме малку поревносни, да не влегуваме во условно кажано тавтологија, во разменување на аргументи, ние да кажеме бараме да се изгради тоа и тоа, вие да излезете да ни читате ова е направено, она е направено, туку да ги прифатите овие амандмани затоа што се концепирани и на барањата на граѓаните и на барањата на стопанските комори, истите оние кои што ви укажуваат дека не треба вака да се носи буџетот затоа што нереален е и затоа што многу брзо ќе се соочиме со реалноста. Не е ова начин сега јас да поентирам и да покажам дека знам повеќе економија од вас, напротив, туку сакам да ви укажам како колешка што ја ценам дека е свесна да се приклучиме кон амандманите, да ги преработиме нешто ако не ви се допаѓа, имавме и таков случај минатата расправа, и да ги инкорпорираме во предлог буџетот за да можеме да истаеме крај на оваа економска криза и ова економско фијаско кое што е присутно во Република Македонија, затоа што на крајот од денот има доста анализи кои што се правени од ќе кажам коморите, од независни истражувачки куќи, дури и во Република Македонија. Јас можам да ви ги прочитам и за сетовите на мерки, можам да ви ги прочитам и за буџетот, и тоа е така. И тие луѓе не водатинат. Едно е што вие ќе го кажете во јавноста и тоа што вие како партија го имате како теза, ама сосема е друго тоа што е во реалноста. Реалноста е дека ние имаме навистина многу неоптимистичко, односно песимистичко сценарио за 2021 година, а тоа што говорите механизам за реализација на капитални инвестиции и среднорочна рамка од 5 години која што нема човек што бруцош на економски факултет ќе ви каже дека тие проценти на раст што се таму напишани нема теорија да се остварат ако ја тераме економијата како што ја тераме сега. Така да ве молам да не биде тоа како што беше буџетот со Нина Ангеловска, едно убаво книжурче така шарено, па вака е, па така е, па после тоа секој да го заборави. Не ја правете истата грешка и малку повеќе слушате тоа што ви се кажува. Заради тоа што секој аргумент продуциран е продуциран на такви основи и искомунициран за оние на кои што треба на крај да заврши. Тоа е вака што би сакал да го кажам, веројатно ќе контрареплицирате. Уште еднаш да упатам вака апел до претениците во владеачкото мнозинство. При амандманската расправа на ВМРО ДПМН заедно со коалицијата имаме ние над 500 амандмани се содржани проекти, мерки кои што единствено се во насока
да го подобрат работењето на Република Македонија и општењето со економските субјекти и да не избават од економската криза која што, верувајте, ако не го запреме ова сега, во 2021 година ќе биде уште пожестоко почувствувана од граѓаните на нашата држава. Благодарам.